Всушност е обука за безбедно возење мотоцикли, која што настанот го организира Мотокаст во соработка со доктор Јефтич, а главниот експерт е доктор Јефтич со неговата екипа. И целта е да ние моторчиите научиме како безбедно да возиме мотоцикли, но најмногу од се, она што малку го спомна Влада пред малку, да научиме како да се пазиме, како да внимаваме на себе, како правилно да возиме за да не настрадаме. Цела идеја е да негде нешто што ми развијамо јако. Целата идеја на оваа средба е да им се пренесе искуството кое ние го развиваме во Србија долги години на мотоциклистите во Македонија. Све ćemo базирати на томе како да се предвиди. Има теоретски дел базиран на предвидување на опасна ситуација и да се избегне потенцијалната мотонезгода. За решение имаме 3 секунди, што е доволно време за реакција. За чие решение, уколико Бог и сви светци погледају, имате 3 секунди. То е сасвим доволно времена да се све уради. У суботу креćemo да радимо од ране зоре. Тоа е в петок навечера, в сабота од рани часови ќе се работи на тренинзите, разни техники со фокус на погледот. Потоа се друго ќе биде работа со мозокот, со стравовите на возачите. Кога ќе го откриеме стравот, го поврзуваме со погледот и почнуваме со обуката за олеснување при возењето мотоцикл, обуката за тешно возење, затоа што секој возач има некаков страв. Суштината не е напредок, што се подразбира дека ќе има напредок, туку способување на возачот во секој момент да знае каде се наоѓа. Увезуваме со погледом, кој е клучна ствар за управљање, безбедно управљање мотоциклом. Конкретно за Македонија, инаку да речем на целиот Балкан не сме за фалење. Значи мотокултурата или современата култура е на, би рекол, на ниско ниво, но јас повторно ќе се вратам на моторџиите или мотоциклистите. Така почнав и така тој став ќе го држам, дека ние треба да научиме да внимаваме самите на себе, бидејќи од она што сум го слушал од многу експерти, јас не сум за ова експерт, но од она што и од доктор Јефтич сум го слушал и од многу други, во најголем дел од несреќите каде страдаат мотоциклисти, причинител на несреќата не е мотоциклист. Но процентите тука докторот повеќе ги знае, како и да е, повторно ние како мотоциклисти сме многу ранливи, бидејќи сме надвор, отворени сме. И каква и опрема да имаме, нормално се подразбира дека не разговараме за без опрема кога се вози, сите мора да носиме опрема во секое време, но и со најдобрата опрема има ситуации каде што може да настрадаме доколку не внимаваме и затоа оваа обука многу ќе придонесе. Јас ова ќе биде, како што кажа доктор Јефтич, прва група на луѓе кои што ќе поминат ваква обука, не дека немало овој тоа имало, но многу е ретко. Кај нас, она што го праша ти, ќе се вратам културата која спомнуваме, културата на учење на многу ниско ниво. Кај нас многу луѓе возат мотоцикли, а многу луѓе верувам дека не знаат правилно и не ги знаат оние работи што доктор Јефтич нас ќе не научи. Ко жели да види како изгледа ранјивост мотоциклиста да вози мотоцикл? Кого го интересира како влијае несреќата врз мотоциклистите, нека помине на ургентен центар и нека каже кој парче опрема им е вишок. Би апелирал и до вас како национален медиум и до сите медиуми овие теми што почнуваат да се отвараат, бидејќи еве ве поканувам воедно да дојдете на обуката и да видите што ќе се случува и што ќе учиме, ќе видите дека таму нема да бидат 18 годишни деца, туку ќе бидат луѓе од 20 до 50-55 години. Значи сите што сватиле дека треба да научат нешто ново, нешто подобро и да се заштитат себе си, првенствено, а после и другите. Но реков, најмногу треба преку медиумите да ова го зборуваме редовно, да инсистираме на ова, само така ќе допреме до свеста кај луѓето и до промена на таа свест и до подобрување на таа култура првенствено.